Со векови литературата ја создавале мажи, а ја читале најчесто жени, затоа што мажите немале време за читање, а жените имале. Со години во делата создавани од мажите, често пати жените добивале и споредна улога. За среќа, ова веќе не е така. Романите напишани од жени се посилно го обликуваат и збогатуваат просторот во литературата. Денес во приказна ќе имаме можност да се дружиме со жените во литературата и жените и литературата. Добре дојдовте. Ние по ова не сме ништо поразлични од светските трендови, од ситуацијата во светот. Значи, генерално имаме еден недостаток, отсуство на авторките од она што е традиционално канонизирана литература. Меѓутоа, ние плюс ова, како култура, особено како книжевност, страдаме така од една културна амнезија. Така што еве нели да пребараме сега по книжарниците да видиме колку ќе најдеме антологии на македонската книжевност, се сомневам дека нешто ќе најдеме. Положбата на жените е уште попроблематична тука во тој канон. Меѓутоа, историски жените не отсуствувале, туку едноставно биле, да кажам, игнорирани, многу често заради икс историски, традиционални, патриархални причини, поради кои што на жената не е било возможено да влезе во писмото. Многу често и во јазикот не е било возможено. Меѓутоа, еве, да се подсетиме дека, например, зборникот на браќата Миладиновци, издаден во 1861, почнува со реченицата дека сите песни кои што се во зборникот се слушнати од жени. Ситуацијата сега е многу поинаква отколку, да речеме, пред 10-20 години. Жените се многу присутни. Ако влеземе нели сега во секоја библиотека, во секоја книжарница, на полиците со македонска, современа македонска книжевност ќе најдеме, мислам, исто толку жени, ако не и повеќе, како мажи автори. Меѓутоа, треба да се спомене дека историски творештвото на жените, значи жените како автори, малку временски заостануваат зад мажите. Ако се сетиме, например, дека првата збирка поезија на македонски јазик е Бели мугри на Кочорацин, издадена, нели, 39-та година. Првата збирка поезија издадена од жена на македонски 1960-та година од Даница Ручигај. Така што, меѓутоа, како што кажав, нели, на почетокот, бројот на жени сега што пишуваат е многу поголем. Ги има многу, меѓутоа, она што е интересно е дека најчесто жени се занимаваат со жени или има многу повеќе, барем тоа е мојот впечаток, има многу повеќе критичарки од критичари кои што се занимаваат со жени авторки. Јас во 2013 година објавив теориска книга за македонското женско писмо, прозното, во кој што пишував за критички осврти за наши романсиерки и прозаистки. Кога гледав тогаш, нели, кој пред мене пишувал, единствена тематска книга беше на Јасна Котеска од 2002 година за македонското женско писмо. Меѓутоа, нели, освен неа има доста критичарки претежно кои што пишувале за авторки. Катица Ќулавкова, Наташа Аврамовска, Сонја Стојменска, Елзесер, нели, само неколку да спомнам, Славица Србиновска, ги има многу, така што тука мислам дека ние како критичарки се обидуваме да имаме една, да ја кажам, промотивна улога, значи да го промовираме женското писмо. И ја споменав, нели, Даница Ручигај, таа е авторката на првата збирка поезија од жена, напишана од жена на македонски јазик. Освен неа, за мене, нели, сега субјективно ќе кажам, за мене е интересна Лилјана Дирјан, која што е првата македонка, нели, првата жена која што добила браќа Миладиновци. Наградата браќа Миладиновци за најдобра поетска книга е востановена 63-та година, а Лиле Дирјан ја добива 85-та. Интересна една Светлана Христова Јоцич, да речеме, која што воведува еден перформативен пристап кон поезијата. Најголема жива прозаистка наша е Оливера Николова со еден огромен, исклучително важен корпус прозни дела, пред се романи. И
Интересни се една Јадранка Владова, Оливера Ќорвезировска, кои што го внесуваат постмодернизмот во македонското женско писмо, меѓутоа во последно време интересни и важни се некои авторки како Лидија Димковска или Румена Бужаровска, кои што успеаја македонското женско писмо, нашата книжевност, да извадат широко надвор од границите на Македонија. Жените со децении се провлекуваа во книжевноста. Со тек на времето, жените, од инспирација во литература, станаа неизини борци и неизини творци. Ајде да погледнеме заедно што ви истраживме во ова издание на Приказна. Децата во светот на книжевноста влегуваат најчесто благодарение на своите мајки или баби. Бројни истражувања откриваат и дека жените читаат повеќе од мажите. Постојат истражувања кои што покажуваат дека жените всушност читаат многу повеќе од мажите. И тоа може да ви го каже лаички, вака секој што работи во книжарница, исто така, кои се главните читателки, тоест читатели, или дека всушност читателките се најголемиот процент од читателите. Сега се разбира, тоа повикува и барање на наративи со кои што читателките можат да се поистоветат. Апсолутно. Мене ми фалело кога сум била тинејџерка, да речеме, и во моите 20 години, да читам литература со која што јас можам да се соживеам, можам да се пронајдам во неа, тоа мене не ми било давано. Сум можела да се пронајдам, да речеме, во неколку само женски лика, рудиментирани, најчесто многу лошо прикажани, кои што се најчесто, не знам, како некои принцези што чекаат некој да ги спаси, или единствената поента во животот им е, не знам, љубов. И тоа на нас како соинка ние, посебно на девојките и на младите девојчиња, им е цело време како соинка вака во мозок ставано. И јас мислам, јас и други авторки, посебно во регионов и насекаде низ светот, сме како извесен бунт против тоа. Ние сакаме да дадеме глас на други, на секакви видови на жени, да ги нормализираме сите женски искуства. Сепак, долги години мажите имале привилегија во литературното творештво. Па со оглед на тоа дека во поново време жените авторки имаат апсолутно поинаков живот и поинакви искуства од она што се смета за некаква канонизирана, типизирана книжевност за која што пишува и во која што е вклучена жената, сметам дека од денешен нагол голем број од жените авторки имаат навистина поинаков пристап кон тоа што се нарекува пишување, односно некакво користење на искуството, односно дел од животот, дел од она што се нарекува некаква авторска свест. Присуството на жените во литературата било заглавено во стереотипи дека жените немаат дарба за пишување. Низ историјата на човештвото, жените се обидувале на секаков можен начин да дојдат до своите права и високите позиции во општеството. Тоа некогаш успевало, некогаш не, но тие не се откажувале од намерата да бидат рамо до рамо со мажите. Женското творештво не е откритие на 20-тиот век. Првата лиричарка е прочуената Сафо. Јас би почнала со мислата на Горан Стефановски, дека сите живи суштества се раѓаат со инстинкт за преживување. Пајаците за да преживеат ткаат мрежи, и луѓето за да преживеат ткаат приказни. И луѓето се всушност и мажите и жените. Потребата да се ткаат приказни, тој инстинкт за преживување преку приказните е својствен и за мажите и за жените подеднакво. Иако мажите доминираат во светот на книжевноста овие 6000 години, ова би сакала да кажам дека е сепак ера на жените како автори. И тоа не го велам само јас, туку и релевантни институции, издавачки куќи и сите оние кои што се занимаваат со книжевност. Сето ова е практично природен резултат на борбата за женска рамноправност и да речеме еден производ на се присутноста на жените во сите пори на општеството. Во овој момент денеска имаме жени издавачи, значи во издаваштвото, во литературната критика, универзитетски професори кои што ги вклучуваат жените автори во силабусите, во програмите, така што жените навистина се сега многу поприсутни од порано. Кога Вирџинија Вулф ја пишува Сопствена соба во 20-тите години од минатиот век, меѓу основните проблеми со кои се соочени жените во литературата
Таа го посочува и недостигот од женска традиција. Според неа, книжевниот канон го сочинуваат мртви бели мажи, а освен неколку поетеси што се среќаваат во литературата, речи си и да нема други важни жени во каноните на литературата. Литературата се пишува од машки агол, без разлика на публиката за која е наменета. Всушност, мислам дека постарите генерации одбиваат да се прилагодат на тоа што се случува на брзата промена во општеството. Ние сме навистина во една, да речеме, технолошка револуција се наоѓаме, многу се брзи промените. Такви промени ги гледаме тие промени како исто така се одразуваат на младите генерации. И за мене се сите тие промени всушност добре дојдени. И јас мислам дека од тоа може да извлечеме нешто позитивно, и дека треба да го смениме канонот веќе. Затоа што канонот е доминантно, тој традиционален канон е доста авторитарен во смисла дека постојат само доминација на некои гласови, обично се некои бели машки гласови, да речам, кои што постојано ги раскажуваат истите наративи. Не е инклузивен тој канон. Ситуацијата денес е променета, најмногу благодарение на жените што го трасираа литературниот пат на денешните генерации. Нормално дека жените подобро реагираат, затоа што прво повеќе читаат на тоа што јас го пишувам. Секако и мажи кои што ме читаат добро реагираат, меѓутоа многу често ми се случува и она мажјаснување. Чекај сега да ти кажам ти што си сакала да кажеш. Или чекај сега јас да ти кажам всушност како стојат работите, остај ти си некоја писателка што врска нема. И тоа ми се случува, тоа го гледам како некој, не знам, диносауруски начин на постоење кој што наскоро ќе изумре, кога ќе видам дека некој така се однесува или дека се нервира во однос на тоа што сум го напишала, мислам дека го доживувам како некаков тип на триумф. Веруваме дека денес не постои човек кој не знае за Роулинг и нејзината серија за Хари Потер. Таа уште од мала сакала да пишува. Првата приказна ја напишала на 6 години, а првиот роман на 7 години. И требале 5 години да смисли приказна за целата серија, која првично била отфрлена, па дури била и советувана да пишува под машки псевдоним. За мене пишувањето и секоја креативна активност или уметноста воопшто е значи слобода. Така што јас не мислам дека јас би требало или било кој да кажува како треба да се представуваат жените и мажите и динамиката помеѓу односот помеѓу мажите и жените. Сметам дека жените треба да имаат можност да ги издаваат своите романи, да имаат поддршка, да можат да стигнат до своите читатели, а потоа содржината на романите, содржината на книжевните дела и како се представуваат жените и мажите и односите помеѓу нив е секогаш избор на самиот автор. Би сакала да почнеме со вашата функција на чело на Друштвото на писатели на Македонија до неодамна. Вие сте втора жена на таа позиција во Друштвото. Како се чувствувавте, какви беа реакциите, како ве прифатија со оглед на тоа дека само 2 жени се на таа позиција? Да, до неодамна, минатата година заврши мојот 4-годишен мандат. Бев на чело на Друштвото на писатели на Македонија и бев уште од самиот старт многу изненадена што веднаш целата јавност реагираше со токму за тој факт дека сум втора жена во историјата на Друштвото на писатели поставена на чело на таа асоциација. Во првиот момент не ми беше јасно зошто толку се реагира. Мислев дека нормално одат тие работи, дека има повеќе жени писателки, па еве сега жените писателки се и на чело, па нормално функционираат рамноправно со мажите. Но кога посериозно завлеков во таа функција, кога ги разгледував сите списоци од самиот почеток, од создавањето на друштвото, бев фрапирана од фактот што целиот 20 век до 2000-та година многу малку жени имало воопшто во друштвото. Од 47-ма кога се формирало друштвото до 60-тите години, значи цели 15 години тоа било клуб само на мажи, таму не прошетала жена. Нормално се фрапирав, зарем сме немале ние тогаш авторки.
Знам дека сме имале, знам дека Даница Руджига уште во 60-тите ги пишува своите први стихови, но загинува во земјотресот 63-та. И истражував малку, увидувајќи дека првите поетеси многу срамежливо, многу тешко влегувале во тој круг на под наводници машки клуб. Дефинитивно до 20. век многу малку процентуално жени се дел од тоа друштво. Е сега, друштвото не е единствениот показател на тоа која е ситуацијата со женското творештво, творештвото на жени кај нас. Каде лежи проблемот во тоа? Што е, дали стереотипите, дали се уште живееме патриархално, ако може така да се каже, дали тоа има? Сега, мислам дека најнапред е битно за пошироката јавност да се објасни што е национален канон на една литература. Тоа не значи дека се што ќе се напише влегува во канонот. Се е тоа македонска книжевност. Канон на македонска книжевност е она што ќе се изфилтрира, што ќе се петрифицира како трајна вредност. Значи, не може тоа ниту веднаш, мора да поминат години за да се почувствува каков живот има едно книжевно дело. Дали тоа книжевно дело предизвикало реакции кај критиката, кај јавноста, кај читателите. Така што не само за жените писателки, тоа важи за мажите писатели. Канонот минува низ многу механизми. Академската средина пред се, но новинарството, јавноста. Така што сите тие механизми одлучуваат на крајот што е тоа што ќе биде запишано, останато, што е тоа што ќе живее едноставно, што ќе влезе во лектирите, што ќе се обработува како филмски скрипт, што ќе биде актуелно и по многу години. Е сега, јас сум убедена дека не е фактот дека снимале толку многу малку авторки во тој период, туку едноставно тие механизми, ете, како и друштвото на писатели, кое во прво време апсолутно е била една патриархална заедница и била еден центар на моќ. Тука е релацијата. Во тој момент кога се создало друштвото било многу блиску со државотворната национална идеја. Нашите први писатели се бардите на создавањето на нашата култура. Така што, како што се ослободува од тие моки, жената се повеќе си го добива својот простор, меѓутоа и факт е и дека патриархалното воспитување, патриархалниот начин на живот кај нас не е дека не е искорене, туку се модифицира и добива некои неслутени размери против кои едноставно мораме да најдеме начини да се од кои да се одбраниме, против кои да се поставиме. И што е најважно, постојано да сме будни. Будни да не стопираат во залетот на она што значи творештво на секој човек. Истражувајќи малку повеќе да видам кога почнале првите жени да се појавуваат во македонската книжевност, забележувам дека уште во 19. век заедно со природбениците најчесто се мажи. Имаме жени кои што страмежливо почнале со учителска дејност, со природбеништво, за да на некој начин, па дури во медиумите, за да на некој начин дадат простор во иднина на жените. Зошто на жените не им се давало простор? Зошто дали можеби убаво ова го споменавте дека патриархалноста на некој начин ги влечела конците. Но зошто повеќе жени не се охрабриле? Колку и жените имаат на некој начин свој дел од вината? Тоа е проблемот на една цела наука. Тука го поставуваме во неколку минути. Тоа е цела наука, нели, на родовите студии, на феминистичките студии, на феминистичката критика или на гинокритиката, критиката за жени. Значи, проблемот на навраќање на националните канони, тоа во сите сериозни култури уште од 70-тите, 80-тите години се спроведе, се спроведува и кај нас. Како тоа наедноставно би го објаснила? Денес јас немам грижа дека денес и во иднина жените се повеќе, може би тешко, но сигурно ги освојуваат своите позиции, но да се свртиме назад.
како било назад. Значи, дефинитивно во целата историја, во целата култура, па и во литературата, жената била на втор план. Едноставно затоа што сите овие механизми што ги кажувам за канонизирање, за сега тоа феминистките многу убаво го поставија на тапет и феминистичките теоретичарки рекоа, ајде луѓе да размислуваме за тоа. Како би било ако Шекспир беше жена? Како би било ако некои многу значајни приказни беа раскажани од жени? Како би било ако илјадници текстови што биле напишани од жени? Има дефинитивно во литературата и податоци дека во сентиментализмот, во романтизмот многу жени пишувале, но таа литература била сметана малку за тривијална, на граница од она што значи, нели, естетски издржана литература. И тие прашања доведува до таа појава да се ревидира минатото, да се ревидира канонот општо на светската литература и во тие рамки на секоја национална култура, да се види во минатото каде биле жените. Еве конкретно за македонскиот спомнувате, 19-тиот век, сите тие песни што се собрани од нашите собирачи, фактички се кажувани, интерпретирани од жени. Тоа сите го знаат, меѓутоа научно почна од неодамна да се елаборира. Би сакала да спомнам дека Институтот за македонска литература во кој работам има сериозни зафати во тој поглед, значи веќе неколку книги, книга на колегата Славчо Ковиловски за жените во 19-тиот век, кој точно ги истражува сите жени кои ги интерпретирале тие песни, а знаеме дека при интерпретирање на народно фолклорно творештво секогаш се вклучува и нешто свое, па и Цепенков нели раскажува познати приказни, но Цепенков, затоа сме ние од Силјан Штркот пород, но исто така сме пород од овие жени кои особено тажачка песна, особено љубовна песна, тоа жените го имале кажувано и го надоградувале при секое повторување. Ана Мартиновска исто така има многу сериозни научни согледби во тој однос, и тоа не само за фолклорот, и за современата литература, но и во етнологијата, например, Илина Јакимовска, во другите сфери, мислам, веќе велам сигурно, постепено, навистина, може би полека, но ги откриваме и вредностите на минатото. Има еден податок во книжевната историја за книга на Ката Руменова Мисиркова, која според неа е објавена 68-ма. Јас тој примерок не сум успела да го најдам, но знам и дека веќе во 65-та е напишан еден многу интересен, типично женски роман, Пеперугата со натопени крилја од Драгица Најческа, кој прво бил понуден за печатење во екс-југословенскиот, нели, во југословенскиот простор. Веднаш авторката го превела и на српски, го понудила, добила добри рецензии. Меѓутоа, додека дошло времето и во таа инсистирала во Македонија прво да се објави, добила рецензија од Блаже Коневски, многу позитивна. Во 69-та се објавува тој роман. И сепак тука е можеби една мала дилема, но тоа е всушност едно прво женско писмо типично кое кај нас како проза се појавува. Постои ли разлика помеѓу машко и женско писмо? Тоа е главниот проблем, нели, на таа гинокритика. Значи, феминистичкиот пристап кон литературата се должи на културолошко разгледување на литературата. Значи, не она што значи одвнатре од самиот текст што зрачи, туку она што значи како текстот, авторката се позиционира во социокултурниот контекст. Во таа смисла, ако размислувам како културолог, да, битно е да знаеме кое женско писмо, колку имаме женско писмо, какво женско писмо имаме. И во таа смисла има две теории во критиката, и англоамериканска и француска. Во англоамериканскиот свет тоа се вика women's writing, во францускиот écriture féminine. Во самиот збор гледате литература на жените, пишување на жените. Значи, жените се во фокусот, авторките. А во францускиот тип, велите, писмо на жените.
она што е напишано од жените. Сега тука јас би рекла дилемата е постојана, има многу различни видувања. Дали кога ќе речеме за писмо дека самото тоа што е напишано има некоја женска карактеристика. Да, би можеле да речеме дека стилот е тако, главно феминистките зборуваат дека ете тие мотивите го прават писмото женско. Не може, например, маж да напише како... Дали не може маж да напише како може да се доживее едно породување, например. Нели? Тоа во неговото искуство го нема. Или во стилот, дека жените имаат позаматен, текна свест која е многу грчевита, дека немаат јасен, светол, мисла. Јас лично, како првенствено книжевен теоретичар, критичар, а потоа и како размислувач со културолошки студии, би рекла дека секогаш сум им давала предност на мислењата дека писмото нема пол. Колку е влијателно кога се читаат приказни на деца. Да не биде пренесена пораката дека девојчињата секогаш го чекаат својот принц. Да не се даде некоја улога на жената која што на некој начин јасно дава значење дека мажот треба да биде се, а онат само треба да чека. Тоа е она голема, не би ја рекла борба, но внимателност на феминистичката критика и воопшто на интелектуалната сфера да се одбрани од стереотипите, да ги надвладее стереотипите. Дефинитивно стереотипите постојат во литературата. И оттаму се и тие, како што ви ги реков, стратегии феминистички, така Катица Чулавко имаше една книга феминистички стратегии, значи една феминистичка стратегија да се преиспишат големите приказни во светот од една женска перспектива, да не биде секогаш машка перспектива доминантна. Затоа нели го имаме тој поим, тоа е цела една теорија во критиката за преиспишување, одново пишување на приказните. Мислам дека не само во творештвото, туку и нормално целото општество колку повеќе го надминува патриархатот, колку го совладува патриархатот, станува свесно дека треба на децата да им се дозволи апсолутно да растат во една демократска атмосфера, да не им се сервираат стереотипи, да се одбранат од стереотипите, но тоа е веќе активизам, да. Драгица Најчевска е првата жена романописец во Македонија. Што се однесува до тоа, дека после да кажеме разни мислења, полемики, дали сум баш јас таа прва жена што напишала роман на македонски јазик и го објавила. Е тема која подолго време се разговараше, но никогаш мене лично ништо не ми значеше тоа. Дали сум јас прва жена што напишала роман, не ми беше присутно. Најважно ми беше дали тоа што го пишувам е таков квалитет за да може да допре до читателите и да ги освои, што викам јас. Романот Пеперуга со натопени крилја се раѓа додека Најчевска е на постдипломски студии во Белград. Првичната идеја била да напише расказ. Го споделив со еден судија во Белград Сојузен врховен суд на Југославија, судија кој што беше македонец и ми предаваше како професор на правниот факултет во Скопје и кој што знаеше за моето литературно творство, дори го следеше и поддржуваше. И кога не му го кажав ова, тој ми предложи дактилограф од судот, кој после работното време ќе довага и јас да идам секој ден да му го диктирам мојот текст. Се разбира на српски. Тој, нели, како србин и работен во судот. После неколку дена, откако почнавме со таа работа, тој ме пречека со овие зборови.
едва чекам да дојдете. Толку ме заинтересира вашиот роман да немав трпение да ве дочекам. Јас навистина бев пресрекна, затоа што тој беше како мој прв читател фактички на романот. Престојувањето во Белград одиграло голема улога во нејзиното творештво. Романот добива позитивни критики од писателите Душан Костич и Бранко Ќопич, а се објавува со препорака од Блаже Конески. Кога влегов кај главниот уредник на издавачката куќа Мисла, тој ме пречека со зборовите. Ти роман? Од каде ти роман? Ја така не знаев што сека со тоа да каже, но ми беше некако несватливо што е, каков е тој однос кон мене, дали мисли дека како жена или како млад писател, или не ми беше јасно што сека да ми каже. И одма потоа рече да не сакаш да му го... му кажав и за писмово од Бранко Ќопич и Дусан Костич, му покажав, тој него ни погледна. Као, демек што е важно. И вика да не сакаш да го пратиме кај Блаже Конески. Прати го, веројатно убеден дека Блаже Конески нема да даде позитивно мислење или нема ни да го прочита. После неколку месеци, Најческа добива информација дека има прекрасна рецензија на Конески, заклучена во бирото на тогашниот уредник во издавачката куќа. И тогаш се обратив до издавачкиот совет, тогаш имаше од надворешни лица издавачки совети во издавачките куќи. И тие, откако ја прочитаа рецензијата, едногласно решија да се печати романот и така се отпечати. На прашањето колку жените и биле поддршка и помош во кариерата, Најческа вели: Кога во јавноста се појавија жени критичарки, неколку, јас се разбира очекував некоја поголема поддршка во таа смисла, во експонирање во јавност на тоа што го пишувам. Но баш напротив, токму напротив се случи од тие жени критичарки ни еден збор за моето творештво. Бев убедена дека дури и не го познаваат творештвото мое, не го прочитале, немаат представа што се јас сум напишала. По 50 години од првото издание, Пеперуга со натопени крилја во 2020 година се врати во живот со трето самостојно издание, бидејќи секогаш ќе биде актуелна проблематиката што се обработува во тој роман, посебно за младите, додава Најческа. Нејзините книги, без разлика дали се поезија, кратка проза, литература за деца или романи, брзо го наоѓаат патот до читателите. Улогата на книжевната критика се разбира е да следи книжевната продукција и да ја просудува во однос на целокупноста на книжевноста. И тоа не е секогаш врзано со родовата припадност на авторите, ниту пак со женскоста во смисла на квалитет, на карактеристика на самото писмо. Меѓутоа се разбира дека современата книжевност не е изолирана од културата како целина. Таа е ангажирана во најширока смисла на зборот, таа ги следи процесите на општествените промени и процеси. И во таа смисла ние не можеме да разгледуваме како изолирана појава во културата или во општеството генерално, па се разбира дека и родовото промислување на книжевноста е една од гранките на книжевната критика, која што во последните 2 децении, би рекла, особено зема замав и кај нас, меѓутоа се разбира и во европски или светски рамки.
статистиките велат не. Кај нас до 1990 година рече се и воопшто женските авторки да не стануваат предмет на книжевна критика. Во книгата Македонско женско писмо на Јасна Котеска, кое што е прво критичко издание, гинокритичко издание на македонската книжевност, ставиле дека 2,9% се присутни жените во историјата на машкиот книжевен канон кај нас. До 2000 година, да речеме, во однос на книжевните награди, само 25% од жените се добитнички. Така да бројките апсолутно велат дека не секогаш еднакво внимание се посветувало на творештвото на жените и мажите писатели. Во последно време, во последните децении се разбира дека со промената на свеста, со еманципацијата, конечно, или сензибилизацијата на јавноста по однос на родовите прашања, нештата се менуваат и женското писмо добива повеќе внимание. Меѓутоа, не би можела да кажам дека е тоа доволно, ако, да речеме, кажеме дека има само 3 или 4 книги кои што се однесуваат на македонското женско писмо, тоа ни оддалеку не е доволно. Не мислам дека можеме да бараме еден виновник за целата ситуација, затоа што жените би биле виновни доколку не пишуваат или доколку не пишуваат доволно добри литературни дела. Ние знаеме дека тоа не е случај. Значи, прашањето на жените во книжевноста е прашање на вклученост во каноните. Значи, кој ги прави каноните на литературата и дали канонот е исклучиво машки? Кај нас, во локално, регионално, се уште одговорот е да, каноните се машки. Тоа значи колкава е присуството на жените во учебниците, каде што ги нема, значи многу малку. Сетете се вие кога сте учеле, дали сте учеле за било која женска авторка од Македонија, освен Зоки Поки на Оливера Николова. Дали ги имаме во лектирните изданија, дали ги имаме во книжевните награди, дали ги имаме во сите други манифестации на машкиот канон. Дали беше запоставена? Да, во смисла дека женските автори се чита, меѓутоа многу малку се пишувало за нив и многу малку биле, значи, предмет на интерес на книжевната критика, на книжевните награди и другите манифестации на книжевниот канон за кои веќе зборувавме. Тоа особено важело за прозата, бидејќи поезијата некако секогаш се сметало дека е поиманентна за жените. Жените се лирски субјекти, пеењето им е нив по-природно и поради тоа се сметало дека жените поетеси го добивале, да речем, своето заслужено внимание, за разлика од оние кои што пишувале проза и особено оние кои пишувале романи. Во последните 2 децении имаме пак една обратна ситуација во која огромен број на писателки, особено една помлада генерација на писателки, го превзема некако и можеби станува и доминантна на книжевната сцена во Македонија. За прв македонски расказ напишан од жена се смета текстот на Марија Зрнева, објавен 1898 година на страниците на весникот Новини. Кои се жените од Македонија кои ја менуваа позицијата на жените во литературата во нашава земја? Ви откриваме денес во приказна. Друштвото на писатели на Македонија е највисоката литературна институција во нашата земја, во која учествуваат многу поети, писатели и писателки. Но на раководна позиција на оваа институција имало само 2 жени. Сонја Стојменска Елзесер, чишто мандат заврши лани, и Светлана Христова Јоцич. Оваа бројка сликовито ја опишува долгогодишната позиционираност на жената во книжевноста.
дека жените авторки имаат некоја позиција во македонската култура, можеме да зборуваме дури во поново време, кога едноставно не можат повеќе да се пренебрегнат нивните дела, кога на книжевната сцена се појавуваат се повеќе авторки кои добро пишуваат, чии дела се преведуваат, наградуваат и така натаму, а сепак под површината на овој оптимистички призвук се крие еден модел на патриархален однос кон авторките. Пред се во тоа што не можеме се уште да ги рехабилитираме и вклучиме во канонот на македонската книжевност оние авторки кои имаа несреќата да живеат на маргината, зависна секако од центарот на моќта што со години беше во рацете на авторите, значи така да речам на браќата по перо. Македонската авторка мене ми се чини дека се уште е чекор назад зад македонскиот автор, не во она што го создава, туку во рецепцијата на незиното дело. Современата книжевност, конкретно кај македонските жени авторки, има одредена слобода, еден поинаков пркос, ослободување од оние класични догми на користење на некакви стереотипи или потреба жената да се себе афирмира. Значи, мислам дека во тој поглед навистина има разлика и голем број примери укажуваат на тоа, затоа што веќе и во новиот век, значи во новото време, жените во Македонија, особено оние што се занимаваат со книжевност, со литература, со наративна уметност, имаат апсолутно поголема слобода и поголеми извори и достапност до она што понатаму ги прави исклучително добри раскажувачки, исклучително добри професорки, активистки, феминистки, така што мислам дека има голема разлика и тоа се разбира плодот на времето. Како што тераме напред, така и нашиот јазик и нашата мисла се менува. Дефинитивно беше запоставена. И за тоа говорат многу и литературни теоретичари, и писателки, и писатели. Дефинитивно беше запоставена. Меѓутоа, дали е сега така, исто така би требало да земеме предвид, да земеме некои глобални рамки. Жените се навистина присутни во Западна Европа, во Соединетите Американски држави, меѓутоа во глобални рамки мислам дека се уште, како што борбата за женски права продолжува и некаде на многу пониско ниво, така сметам и дека женските авторките треба да заземаат се повеќе место. Еве, например, ако погледнеме нашиот конкурс, да речеме, за најдобар роман на годината, оваа година има 35 автори, 35 романи, од нив 13 се жени. Тоа е некаде, да речеме, малку повеќе од 1/3. Што значи, тоа некако соодветствува и веројатно со ситуацијата на женските права во земјата. Тоа не значи дека жените помалку би сакале да пишуваат, можеби имаат повеќе, не можеби, сигурно имаат помалку можности, бидејќи пишувањето е еден процес. Всушност, тоа е, ако го имаме инстинктот за пишување, не значи дека ги имаме истите можности да пишуваме. Во првата половина на 19. век во Македонија веќе се појавуваат првите отпечатени книги на македонски народен јазик. Тие книги немаат некоја уметничка вредност, но нивното појавување е важно бидејќи представуваат темели на создавањето. Прво на идејата за македонски народен јазик, малку подоцна и македонски литературен јазик. Во сите учебници, антологии и книги се спомнуваат тие први втемелувачи на народноста. Пејчиновиќ, Крчовски, Синаецки, потоа Джинот, Димитар и Константин Миладинови, Шапкарев, Рајко Жензифов, Прличев и уште неколку имиња кои го обележуваат тој 19 век во македонската книжевност. Забележувате, иако бројот на културни дејци во тој период е скромен, сепак не се нашло простор да се споменат имињата на Султана Чикмакова, Евтимица Јанчева, Димитра Миладинова, Марија Христова Зрнева, Анастасија Милошевска, Царевна Миладинова. Жени, чии глас и писмо можеле да се сретнат низ литературните весници и списанија од тоа време. За прв македонски расказ, напишан од жена, може да се смета текстот на Марија Христова Зрнева, објавен 1898 година на страниците на весникот Новини. Текстот на познатата учителка од тоа време Зрнева бил објавен како известување за пожар во Воден, кој го разбранувал населението и оставил јунаци зад себе, кои се покажале како херои во гаснењето на пожарот. Кога само почнував да пишувам на почетокот и да објавувам секако на почетокот на 90-тите, во македонската литература преобладува авторите, некои од нашите класици, но и автори кои денес не значат кој знае што во литературата, кои обично
го игнорираа она што го пишувавме, секако со ретки исклучоци на колегијалност, почит и рамноправен однос кон творештвото на авторките. Во антологиите, например, одвај да имаше некоја авторка, во медиумите ретко се појавуваше некоја писателка. Струшките вечери на поезијата, например, упорно го доделуваа златниот венец на поезијата на поети, не на поетеси, кои во меѓувреме секако починуваа, умираа. И така денес, сума сумарум, можеме да кажеме дека во 66 годишната историја на постоењето на златниот венец на поезијата, на Струшките вечери на поезијата, имаме само 5 или 6 лауреатки. Тоа е всушност поразителен факт со кој не можеме да се гордееме како култура, затоа што наоѓа урнеци и во другите пори од нашето општество. И сега прашањето дали тоа било и е вина на нас жените, може би била вината во тоа што не сме станале по-силно, нели по-добро за да кажеме дека златниот венец на поезијата им припаѓа и на поетесите, не само на поетите. Пеперутка со натопени крилја, прв пат објавен во 1969 година, е прв роман во Македонија напишан од жена, а Драгица Најческа е прва жена романописец во Македонија. Во меѓувреме многу авторки го збогатија македонското книжевно небо. Најверојатно, бидејќи јас сум генерација 87-ма, моето искуство бележи барем во моето растење и моето запознавање со книжевноста, потоа и како студент на општа и компаративна книжевност, апсолутно сметам дека се присутни, не само затоа што ги знам јас, поради тоа што сум дел од книжевноста, дел се и од општествената свест, од она што е дел од нашата култура, така да како авторки особено, мислам дека не постои човек кој што не ги чул приказните на Оливера Николова или пак на расказите на Румена Божаровска или есеите на Оливера Ќервезировска и поезијата на современите македонски поетеси, не знам, ќе ги спомнам и Лидија Димковска, Снежана Стојчевска, Билјана Становска, Долорес Атанасова Лори, така да има многу жени, јас сум среќна што сум дел и од ова време во кое што заедно твориме и сме некаков белег на една нова поетика. Колку жени се навистина присутни како авторки, а одговорот мислам дека би бил малку, но секако повеќе од што во минатото, а се надевам дека бројот на жените авторки во иднина воопшто нема да се става едноставно под знак прашање. Колку жените навистина се присутни како авторки, пак е прашање со еден релативен одговор, понекогаш повеќе, понекогаш помалку, тоа зависи и од книжевни, но и од вонкнижевни фактори. Ми се чини дека би било интересно да се направи еден експеримент, не знам, да се разбудат на полноќ повеќе луѓе во Македонија од сон и да се запраша да посочат една македонска авторка, а кога зборувам за македонска авторка, секако не мислам само на авторките кои што пишуваат на македонски јазик, туку и сите авторки кои што творат и живеат во Македонија и творат на кој било јазик, и едноставно да видиме дали воопшто постои името на некоја македонска авторка во свеста на поединците, а со тоа секако и во колективната свест. Дури тогаш, кога авторките ќе станат дел од колективната свест на македонската култура, ќе можеме да речеме дека жените навистина се присутни како авторки во македонската култура. Иако временската разлика помеѓу објавувањето на првиот роман од македонски писател и од македонска писателка е само 17 години, застапеноста на мажите во македонската романенска продукција е речиси 3 пати поголема од онаа на жените. И дека дури сега всушност македонската авторка е на пат да се оствари себе си, односно да стане дел од канонизираната култура. И секако среќа е што 21. век е се уште долг, па има можност и време проектите за ваквите заложби да станат дел од системот, односно да создадат систем во кој што повеќе воопшто нема ни да ја проблематизираме едноставно позицијата на авторките. Токму и затоа, многу е важна улогата на авторките, но и на женските ликови во литературата. Во поновата книжевност и во квир литературата
се доста мислам од карактерите се флуидни, менуваат значења, а и жените и мажите генерално во современата македонска книжевност имаат навистина богати ликови, богати приказни. Женскиот лик можеби би било убаво да се третира повеќе од една тековна состојба на тоа каква е македонската жена, не само како авторка, туку генерално како жена, како категорија во еден социјален контекст и да се разгледаат сите нејзини промени, сите нејзини вресоци, сите нејзини барања или еволуции кои што можеби во домашната литература и ги нема или некогаш биле ставени под некаков општ фолклорен изглед кој што најчесто се поврзувал со болката, со тагата, со некои тешки состојби кои што само ја стереотипизирале незината улога, а сега во денешно време мислам дека таа има многу повеќе од само тој аспект и во таа насока мислам дека да, женскиот лик може да добие сосема друга димензија, многу поголеми слоеви, поголемо значење и да пренесува понатаму многу добри примери и архетипи на тоа што значи да се биде жена авторка во 21 век во Македонија. Тоа се авторките кои пред се во својот секојдневен живот се свесни за собствената позиција, за родовите прашања, за прашањето на самопочит и избор, за позицијата на другите жени во најразлични ситуации во животот, за неправдите на кои што се изложени, за механизмите на патриархатот со кои се контролира, злоупотребува, сексуализира, манипулира, дискриминира, не почитува, негира, брише или омаловажува жената отворено или прикриено. Тоа се жените кои таа свеста и личните заложби за улогата на жената ги внесуваат во книжевните дела на еден иманентен, внатрешен начин, не концептуално, туку како насушна потреба, како став. Ако писателката го има тој став во секојдневниот живот, тој став ќе навлезе и во незината литература. И на тој начин, всушност, системски ќе се смени светогледот на читателот, на читателката и на самото општество како што е. Јас сепак сметам дека 21 век е конечно век на нас, авторките. Момчињата да бидат храбри, а девојчињата да бидат убави. Ова е еден од стереотипите кој за жал се негува од детска возраст. Во заедничката анализа на 100 најпродавани сликовници за деца од 2017 на Observer и Нилсен, откриено е дека машките ликови имаат двојно поголема веројатност за водечка улога, често во стереотипно машки активности и имаат многу повеќе говорни делови од женските. Вкупниот број на женски ликови е помал, например, 3 машки лика наспроти 2 женски во секоја приказна. Дополнително, мажјаците обично се отелотворени како мокни, диви и потенцијално опасни зверови, преку змејови, мечки и тигри, додека женките имале тенденција да бидат представени како помали и поранливи суштества, кои лесно може да бидат нечи плен, како што се птици, мачки и инсекти. Овие податоци говорат дека сексизмот се уште е тренд и во детската книжевност. Прва жена што отвара женско училиште во Македонија, прва новинарка, прва преведувачка, прва жена што јавно споделува идеја за потребата од образование на жените, потребата и подкревањето на духот на жените е Славка Димкова. Што ви носиме денес во артикулација? Елейн Шоволтер е американска критичарка, феминистка и писателка на културни и општествени теми. Таа е еден од основачите на феминистичката книжевна критика во академската средина во САД, развивајќи го концептот и правецот наречен гинокритика. Гинокритиката има за цел да ја разбере специфичноста на женското пишување не како производ на сексизмот, туку како темелен аспект на женската реалност. Джейн Остин е една од најчитаните британски авторки од 18-тиот и 19-тиот век. Таа ги објавувала романите анонимно. Повеќето од нејзините романи може да се класифицираат како љубовни, но денес Джейн Остин останува позната како жена со остро око за несовршеностите во тогашното општество, а особено како критичар на положбата на жената. Агата Кристи се смета за непознатата писателка на детективски романи и ја носи титулата Кралица на криминалот.
Напишала околу 80 книги и е запишана во Гинисовата книга на рекорди како најпродавана авторка на сите времиња. За одјава ќе искористам мислата на Вирџинија Вулф. Жената мора да има пари и своја соба, ако сака да пишува белетристика. Вирџинија Вулф е една од најзначајните фигури во поглед на англиската модерна литература. Денес ја искористивме за да кажеме што таа пренела и што направила за да добијат жените друга една позиција во поглед на нивниот творечки дух во литературата. Денес се дружевме со навистина интересни женски ликови кои што верувам дека во иднина ќе бидат инспирација за многу млади девојки да го следат нивниот пример во литературата кај нас, а и во светско ниво. Довидување до следната приказна.